А по временската прогноза започнуваме и со црвена линија. Секогаш треба да бидете крајно внимателни кога пазарите прехранбени производи кои лесно и брзо се расипуваат, а особена внимателност е потребна во текот на летните месеци, кога надворешната температура е висока, а нам ни се брза да завршиме со набавката. Сега година во лето Агенцијата за храна и ветеринарство издава апел до граѓаните да внимаваат на исправноста и рокот на траење на производите што ги купуваат. Посебно кога се купуваат прехранбени производи преку социјални мрежи. Да се внимава дали веб платформите кои вршат продажба се регистрирани или се одобрени од оператори. Во текот на летните месеци Агенцијата за храна и ветеринарство врши и засилени контроли во туристичките центри, угостителските објекти и во малопродажните објекти. Но што прават трговците и како е можно на рафтовите да има производи со изминат рок? Сепак се случува да купиме производ со поминат рок. Што правите во таква ситуација? Дали внимавате при купувањето или верувате дека работата на трговците е да продаваат исправни производи? Ќе ви поставиме уште едно прашање за да го одговорите. Заследете на Инстаграм, кликнете на Инстаграм стори и одговорете на прашањето. Односно, проверувате ли во продавница дали е истечен рокот на производот? Две опции имате за одговор да, не, кликнете на вашиот одговор и секако во проценти ќе ги соопштиме резултатите кои што ќе бидат пресметани таму некаде по рекламите. Факт е дека и по временската прогноза се најавуваат денови со екстремно високи температури, со исклучително високо УВ. Што значи, верувам дека секој од вас ќе ги почитува препораките, но ќе ги почитуваме нели и препораките кои што се од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Факт е дека во период на екстремно високи температури доаѓа и до расипување на храната, што значи треба да се биде исклучително внимателен и предпазлив и во купувањето и конзумацијата на храна од различни места. Како и да, има и последна вест која што е денес објавена. Секако е веста дека превентивно е затворена сендвичарница во Скопски аеродром, каде што всушност е регистрирано труење на 9 лица. Како и да е, денес во црвена линија очекуваме се разбира да ни откриете дали внимавате кога купувате храна, од каде купувате, дали конзумирате во врелите денови храна од најразлични објекти, односно брза храна, и така натаму. Всушност, бидете ни сведоци на оно што го забележувате во текот на ова секојдневие со кое што се соочуваме и навистина екстремно високи температури. Ајде да видиме на 02307-0005 кој ќе биде првиот можеби гледачка. Напомена секако веднаш да биде намален, односно целосно тонот на телевизорот и да не се користи интерфон, спикерфон кога се вклучувате во црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Топол ден. Се слушаме? Да, се слушаме. Екстремно жешки денови, ќе кажам. Па така. Како внимавате кога станува збор за набавка и конзумирање на храна? Видете, многу сум строг во таа работа и 5 пати гледам, еднаш купувам. Тоа е една работа. Втора работа, имам сретнато луѓе се тепат кој побрго да земи. И што е мојка работа? Абе, со рок поминати ова робава, па ефтина е те многу, па ќе одбериме нешто. Има и такво. Значи, луѓето, знаеш, сиромаштијата некогаш и не го бира рокот на храната или било што да е. Кога е немаштијата во прашање, човек се фаќа и за сламка. Вика, ништо нема и такви работи. Ами, новите температури сега треба многу да се внимава, затоа што е многу опасно. Храната од сат по сат може да се расипи, зависи во кое место се чува и како се чува. Катастрофа е ова што се случува со овие температури. Толку имам да ви кажам пријатно. Според вас, дали доволно се врши контрола, инспекцијски надзор во овие денови? Не. За тоа инспекциите ќе појдат, ја ќе ви кажам жив пример. Колата паркирана надвор, продавачите носат со торби во кола,
овој подпишува записник и заминува. Затоа што има некоја роба, не можеш да го видиш рокот на робата и ќе се продава. Инспекцијата дали работи негде 30%, да работи 70% е неисправна и личен интерес бркат. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Останете секако со нас да слушнете останатите граѓани зашто ќе посведочат. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Дали често забележувате храна со изминат рок? Внимавате ли во овие жешки денови од каде и како конзумирате храна? Да ти кажам најискрено, се внимавам јас. Со мене си носам или една мала лупа, пошто толку се ситно напишани тие бројките да не можеш дури ни да видиш со наочари. Мислам, вие со очи, а исто гледате убаво. А за таа лупа една мала, па ќе проанализирам да видам, не можам ни да го видам рокот убаво, па кога ќе се обратам на вработената, ако најдам случајно некоја вработена, па дури онака е повредена, љута, па нормално дека е со рок, ама ако бе девојче кажи ми го, ако е нормално, не знам дали е нормално, затоа што во неколку случаи се случило, Тина, да помине рокот 2 дена. И јас реагирам кај шефот. Значи, полека, тивко, без галама, ќе му кажам, шефе, леле, фала што ми кажавте, не приметивме. Зошто не приметивте? Затоа што, вика, малку сме вработени и нема кој роба стигнува, како старата да видиме, јас не ги сваќам. Значи, потполно ги сваќам дека се премногу оптеретени, нели сите пазари ме гледаме што е тоа лудница, е со вработените, малку вработени, многу работа. Така да, еднаш мене ми се случи, да ти кажам, купив една чоколадо, не беше со поминат рок, ама само што го отворив такво, едно беше побелено, никакво. Дури на вкус не беше убаво. Пошто ја имам инстанчен вкус, јас се вратив тамо и викам чоколадово, не вечини, дај да видиме, добро, не беше адекватно чувано, нема проблем, ми го вратија, замисли ми дадоа ново, значи поубаво од поубавите. Благодарам многу за вашето јавување. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Еве, вие дали сте посведочиле дека има почесто храна со изминат рок? Како се штитите, особено во овие денови? Прво, јас таа работа што работам, јас сум одговорен за мојата работа и треба да бидам одговорен, без обзира кој што работи. Значи, тука одговорноста постои и бројот на продавачите и наредачите на роба, како да ги кажам. Не само да се нареди роба, да треба да се види и треба да има можеби и некој помена дека има уште 2 дена рок, уште 3 дена рок. Таму кој што се купува. И сега спомнавте нешто инспекциите. Инспекциите никогаш нема да вршат добро работата, све дека се големи казните. 5.000, 10.000, 20.000 евра, 2.000 евра. Значи, тука е секогаш поштувајќи од сообраќајот, завршувајќи до било каде, кај што се инспекциите. Значи, тоа е само бизнес на инспекторите, ништо више. Значи, ако е казата моја 1000 денара за нега, ќе ја платам во корист на државата. Меѓутоа, ако е казата 500 евра, 200 евра, сум подмител, јас сум тој истиот што сум подмител. Подобро да му дам 20 евра, него да платам 200 евра или 100 евра. Значи, све дека се високи казните, не можете вие да имате овдека, не можеме уствари, извинете, да имаме ние некоја вистина тука. Да се разбере. Казните треба да бидат вистински и секој да си ја плати буџетот да си се помни. Така да треба казните се умерят. Тие се огромни казни. И па плюс затварање на драгстора со месеци. Големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Напомена, меѓу другото, внимавајте на тајмерот е 90 секунди. Ве охрабруваме како и секогаш кога ќе завршат тие 90 секунди и сакате нови, слободно завртете го повторно нашиот број. Добар ден. Ало, добар ден. Во овие исклучително жешки денови, како внимавате во однос на конзумирање на храната и набавката на истата? Ние, Боже, пазиме на набавката на храната, ама почува се да има производи што изминат рок. А пошто сме луѓе у години, со расипани желудници, треба многу да се пазе, а највеќе се расипува јајцата, млекото и треба многу да се пазат на тие работи. Инспекцијата не си ја врша работата како што треба, на време не ги отстранува тие производи што е со изминат рок
и тие стоат на страна и се продават со по-ниска цена. Сега, дали ќе добие некој тровање или нема да добие тровање, тоа му зависи од организмот. Плюс, храната повеќе се увезува него што се произведува у нашата земја. А таа храна што се произведува на страна не се знае со каков квалитет е. И кој води рачун што храна влегува во нашата земја. Дали е исправна или не е исправна, дали е квалитетна или не е квалитетна, никој не го тоа интересира. Важно е профито, а друго ништо не е важно за овие граѓани у оваа држава. Они само гледат да си напунат џепчињата и дали ќе се трове народ или не се трове. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот. Благодарам за вашето јавување. И секако ќе ве подсетам дека 7 јуни беше и светскиот ден на безбедна храна. Токму поради тоа ќе подсетиме дека постоја и напомени од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, односно беше најавено дека ќе започнат денови со исклучително високи температури, каде што граѓаните се апелираше на крајот од набавката да ги купуваат лесно расипливите производи, веднаш да ги складираат на температура не повисока од 5 степени. Исто така, по повод 7 јуни, светскиот ден на безбедна храна, Бабовски информираше дека во првите 5 месеци од годината се спроведени преку 22.000 инспекцијски контроли, а на Агенцијата за храна и ветеринарство беше напоменато дека и недостигаат уште најмалку 40 инспектори и институцијата од новата влада ќе побара, барем тоа тогаш беше така, нови вработувања за инспекцијската служба. Како еве вие се справувате, дали внимавате на роковите и секако во вакви денови дали внимателно и бирате од каде, што и каква храна конзумирате? Добар ден. Добар ден, Тина, на телефон Коста од Струмица, Бургов. Како е во Струмица и околу продажбата на храната со изминати рокови? Има. Ја некни имаше интегрални кекси, тие што вредат 100 денара, 40 денари, едно плакеш, едно го взимаш без пари. Имаш едно време и чајни колбаси за 205 денара, едно-две со поминат рок, мислам, за неколку дена. Иначе треба човек многу да внимава. Јас сум јадел и 4-5 месеца јогурт, што е поминан рок, ништо не ми е бидело, да ти кажем искрено. Од 4-5 месеца сум јадел јогурт, ништо не ми е станало. Мислам, едно време ми донесе така, немаше што да јадат и толку ми беше криво, да ти кажем искрено. Немам, мислам, јас така проблеми со исхраната. До сега не сум имал некој отровање од исхрана. Дали има еве доволно контроли и инспекцијски надзор во однос на квалитетот на храната во Струмица, особено во овој период? Има, гледам во Суперкит во Струмица има. Има, мислам, инспекцијата шетат, си ја гледат нивната работа. Има, например, повеќе увозна храна. Едно взимаш, например, пред да помине роко, взимаш било што или сирење, едно плакеш, едно го взимаш гратис или кашкава пред минат рок, например. Има едно кришко сирење од Бисер, многу е убаво, 99 денари. Мислам, имаше некни, реков, интегрални кекси, тие беа од Србија. Да, беа поскапи, 40 денари, за 3-4 дена треба да им поминаше роко и 40 денари две. Благодарам многу за јавувањето и што ни предочевте, барем според вас како е во Струмица. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас во Црвена линија. Благодарам. Вака, не значи ако чоколадото е побелено дека рокот му е поминат или дека е расипано. Може би не било вкусно, зависи од неговиот состав на чоколадото. Секој чоколадо има различен состав и различен вкус. Тоа е најмалку показател ако чоколадото е побелено дека е расипано. Напротив, дека има поголем процент на млеко, затоа е побелено и затоа што еден период било на потопла температура, не значи дека е расипано. Исто како за чајниот колбас. Тој има траен рок и на сонце да го ставите нема да се расипи освен муви ако не го нападнат, ако не е отворен. Ако е во добро затворено, запаковано, нема да се расипи цел ден да стои на сонце. Граѓаните треба да знаат, впрочем имате и вие и на други,
која храна лесно се расипува, а која не. Ако ние го купиме млекото и го донесеме и го ставиме на плочата на шпоретот, а другата го уклучиме, тоа за 2 сати ќе се расипи и поручек додиме од дуќан, млекото не е расипано. Значи не е се до трговците и до нас како купувачи. И да, треба да внимаваме на рокот, и ние и трговците треба да внимаваат, а сега е многу лесно со компјутер внесува роба, стока, односно и тогаш се внесува и рокот на стоката. Кога е внесена во дуќанот и таа пратка до кога има рок, според внесениот број во дуќанот. И компјутерот ќе каже колку уште производи останале од таа пратка, да речеме. Ете и млеко нека е. Уште 2 млека, до утре и задутре ми секува рокот и може да се повлечат. Ако се сака, се може, меѓутоа има и досадни купувачи и на здрава храна наоѓаат мана, па одат кај трговците да враќаат за. Така, благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Ева уште една пред да вклучиме. Гледаш храна која никогаш не смеете да ја користите доколку е со поминат рок. Во листата се наоѓаат природно свежо цедени овошни сокови, како и свежото шумско овошје, сечкани сувомеснати производи, меки сирења, листес, зеленчук, свежо месо. Па колку еве внимавате, особено во овие денови кога имаме екстремно високи температури, пред се дали надвор конзумирате храна, внимавате од каде купувате и особено внимавате на роковите. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, повелете, ве слушаме. Благодарам. Овака, прво мора да се сложиме дека јадеме неквалитетна храна, претежно со, ако не е изминат рокот, барем тука 5-10 дена има пред да измине, воопшто трговците не се трудат таа роба да ја тргна настрана, кој ќе дојде 10-15 дена, да ја тргна настрана со намалена цена, да ја продадат во терминот на важење на рокот. Меѓутоа, мене ми се има случајно, да речеме, отидов касно во маркет еден и вика 2 во 1. Значи 2 салами како за цена како за една. Ја земав, ја донесов дома и значи одма не проверувам вечерта кога викам чекај да видам што се направи. Кога гледам тој ден изминувал рокот. Значи направив не можев ништо друго освен ја исеков на неколку парчиња, ја ставив во длабоко и така ја вадев парче по парче, ја искористив. Но не е фер, значи да ми ја продаваат последниот ден на употреблива значи вредност. Е сега, за тоа што им се прави на граѓаните, се продава таква стока, ја ми се чини дека треба пазарната инспекција, оние маркети кои што продаваат роба со помалку од 5-10 дена пред истекот, само за пример, да им се затвори маркетот 3 дена, да не работи, па ќе размислат продавачите, газдите, дали му се исплати 3 дена да не му работи маркетот, а во маркетот има илјадници производи роба. Благодарам многу и вам за вашите одговори. Ке подсетиме, денес говориме за вашата предпазливост и еве колку забележувате кога купувате храна, односно колку да ставате акцент и колку ви е важно да забележите каков е рокот и квалитетот. Но да подсетиме дека на 9 јули со почетокот на деновите каде што имаме екстремно топлотен бран, 4 лица со симптоми на труење од храна завршија неинфективна. Од Агенцијата за храна и ветеринарство следуваше затварање на гостилница во Скопско Влае. И веќе денес имаме нова информација каде што се напоменува дека е превентивно затворена сендвичарница поради труење со храна. Па еве како внимавате во однос на набавката на храна од угостителски објекти? Добар ден. Добар ден. Се слушаме, нели? Да, повелете. Па види вака, колку и да пазиш, колку и да све, пак може да сгрешиш. Да речеме, и мене мислим на случајно, значи вакуумирана свински врат вакуумиран. Со датум пише дека има датум уште 2-3 месеци од датумот од кога го взимам. И кога го отворам дома и бъздеше на муглосано, на псовисано, а не па да земеш да го јадеш. И сега што требаше да идам да ратувам таму, а бидејќи тука муштеријата е секојаш во право, познавајќи оваа држава, така да си ги прежалив те таму 400-500 денари за
600 грама, 700 грама свински врат и никому ништо. Ке идем, ке ратувам, ке се бунам, нема шанси. А инаку трговците играат расипано и подмокло. Зимаат, има сега со ацетон, јас лично сум гледал каде што да речеме на лименки, на ова, на некои производи каде што може да се произведе со ацетон, се бриши датумот што го удриле претходно и се става повторно нов датум, исти како претходниот, само што го прави 5-6 месеци понатака дека ќе тера. И сега рачунајте колку си сигурна у тоа што ќе го купиш дека е во ред и дека е здравствено исправно. Поздрав, пријатно. Благодаря многу и за вашите одговори. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, во црвена линија сте. Ве поздравувам ти. Голем поздрав до вас. Ви благодарам. Ви убаво апелирате и потенцирате кај купувачите свака час на вас и вашава телевизија со овие теми. Трговците се склони, на сега е тешко време, нема промет и безредие, како да се изразам, да не ја навредам државава, безредие. Знаете што, јас сум од таа приватна афера и сакам да кажам искрено. Секој собственик ходи да купува во магазини и ги гледа датумите. Кога се 30 дена, 2 палети купува и ги носи во дуќан. Тие брзо изминуваат. А она што ќе остане, што правиме? Го намалува 2 за 1, што ми е ефтино. Луѓе, граѓани, знајте дека тоа е ден пред измина дрог или со измина дрог. Ниеден собственик, ниеден трговец не може да ја продаде со таков рабат или попуст од 30 или 50%. Тоа да знаете дека е кварлива. Прехраната е претежно кварлива роба и треба сите да знаат дека тоа е борба. Мора он да направи нешто за да дојде до профит. Се е тоа на тоа лудило кај што се трпи. Меѓутоа не функционираат. Се извинувам. Овие кои што треба да го спроведат тоа законот, да идат да контролираат. Они идат. Празни излегуваат со 3-4 кеси. Тоа е од мене, ве поздравувам и нека се вардат сите граѓани од ефтините производи. Благодарам многу и вам и за препораките кои што ги дадовте до гледачите. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Слушај, вака темата многу не знам што е. Еве ќе ви помогнеме во однос на набавката на храната и продуктите со изминат рок, колку внимаваме на роковите и секако конзумирање на храна од угостителски објекти во време на високи температури. Аме, тоа тебе да не се употребува, што треба да се носи на друго место. И тоа те. Вие внимавате ли на роковите кога правите набавка во маркет? Не, внимавам и не внимавам многу. Ајде, објаснете како е тоа да внимаваш, ама и да не внимаваш. Слушај, секоја транзиција, тако е времето, дојде брзо оди зима, нешто и гота, не внимаваме на датата кога, што е како. Идеш од работа, зимаш и одиш. Добро, сметате ли дека има доволно инспекции и надзор во однос на квалитетот и исправноста на храната во овие периоди? Аме што јас му одговарам, тешко има инспекции. Сето е тоа оставено на народ и на овие што се продавачи, што викаме, де. Во овие денови ве дали јадете, не знам, од седвичарници, одите по ресторани? Не, јас никош не јадам седвичар. Ретко некој така бурек или кој сенич. Ретко во мојот живот. Ретко, во ред. Благодарам многу за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Како сте, Кина? Добро, благодарам. Како сте вие? Благодарам. Сакам да ви кажам дека секој пат внимавам на датата на производите. Секој пат. И сакам повеќе се јавиш в Кина да ви кажам дека многу правилно ги изговарате зборовите. На третиот акцент акцентирате. Поготово ова акцент. Никој досега не рекол акцент, сите акцент. А вие сте прва водителка што слушнав дека правилно акцентирате. Благодарам многу. Ај.
Еве, дали правилно се вршат работата инспекциите? Што забележувате во овие денови кога имаме екстремно високи температури? Па сега рекол дека ќе вршат инспекција, па како ќе направат, јас не знам. Добро, еве некоја препорака до граѓаните, нешто што правите вие, па да им препорачате да внимаваат особено кога станува збор за храната, бидејќи високите температури се причинител да се расипа храната што поскоро. Па би им препорачувала да внимаваат на датата, дека секој пат може да се направи да испуштат. Може не намерно го прават то, ама може да се испушти. Ме разбирате? Така. Дека јас знам, имам пријателки што работат вака во продавници и велат цените обавезно ги менуваме. Ама штом вика ќе се... Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Да видиме останатите што и какви одговори ќе кажат во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ме слушате. Токму денеска ми се погоди темата, иако нема многу време за телевизија следење и баш бев многу нервозна вчера лута. Дојдов дома и така, како се вели господинот, брзо ме, може би, јајца конкретно купив, беа со рок. Пакувањето беше од касета полојна кршено во еден маркет, ланец на маркет во Охрид, еве нема да го сега именувам, ќе ги опоменам и се надевам ајде да не бидам толку, да речам, вулгарна. Јајца 15 и пакувањето смрди. Го имам дома и сега ќе им го однесам. Чекам да малку да жештината да намали. Ќе го однесам, буквално пакувањето смрди она. Дали тоа го евидентиравте на лице место, не ли ви се виде сомнително? Вака, тие се со рок, не евидентирав дека со фолија, она фолија спрече беа стегнати, ама кога отворив, реков да не е јајце некој расипано, јајцата беа здрави, едно скршив, не толку, ама лето обично јајцата купени не се како, да речем, толку нели сега бистри. Беше јајцето, ќе видам сега другите, но пакувањето вистина не е здраво. И купив граф од една приватна пијара и мајки редовен купувач, реков да имам дома и сепак се безобразни можем да речам. И јас пазам на квалитетот, но... Благодарам многу за тоа што ве посведочевте што ви се случило денес и верувам дека по завршувањето на денот, некаде при крајот на денот ќе успеете да ја направите замената и секако да не ви се случи повторно да набавите особено јајца кои што можат да бидат и те како опасни по здравието ако се расипани и сето тоа како резултат на овие екстремно високи температури. Да слушаме ево од останатите гледачи на што сте биле сведок во изминативе денови, како внимавате при конзумација и секако при набавка на храна. Добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме, повелете. Добар ден, се јавам од Скопје. Поздрав до вас. Се јавам од Скопје. Би сакал, многу интересни искажувања покажува гледачиве досегашни, но би сакал да обрнам малце ве слушаме, продолжи. Храната, за роковите на храната. Општо за квалитетот би сакал да се обрнам. Се продава неквалитетно смрзнато месо, се продава генетски модифицирани производи, се продава генерално заостанато од некои војни резерви од западните сојузници, нивните војни резерви се продаваат на големо путер, кашкавали, ајдамери, гауди. Би сакал да обрнам внимание дека инспекцијата и овие организации за потрошувачи, не знам што им е целта на тие организации на заштита на потрошувачите. Дали они пројавуваат некаква иницијатива или се само парадери? Тука ме боли. Овие организации за заштита на потрошувачите се ниско, како да кажам, ниско буџетни, ама
профитабилни за нив. Друго немам што посебно да кажам, а за јајце скршени тоа стандардно купувам така, пакување од 10, 2 се замачкани, врело оставени и пукнати. Ви се случува ли да ја подотворите кутијата, тоа го прави водителкава, да проверите дали сите јајца се во ред? Се исклучи гледачот или не? Добро. Како и да е, имате можност уште еднаш нели да го завртите нашиот телефонски број. Благодарам еве што им предочивте на гледачите и околу квалитетот на храната во однос на тоа каква квалитетна храна имаме во маркетите. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден, се слушаме? Да, повелете. За квалитетна храна само едно ќе ви кажам, дека транспортот од главниот магазин до продажниот центар, што е дали е продавница ова, не се врши во соодветно возило. Тоа е едно што не голема трагедија за потрошувачите. Што сакам да кажам? Дека температурата надворешна и внатрешна има голема разлика и притоа кога ќе дојде на потрошувач да го купи, е покварена, а рокот важи. Ви се чини ли дека се вршат инспекции во однос и на квалитетот на транспортот на храната? Не. Сега ќе ви кажам, кратко јасно, дотур на млеко се врши во несоодветно комбе, кај што нема лајзање, кај што нема фриго и ред други работи. Кој што не е адекватно за транспорт, сакате да кажете? Сигурно. Тина само едно кратко јасно нешто да ви кажам, нешто малку надвор од темата. Село Кучково, од Ѓорчевска воденица до Свети Трифун манастирот немаме вода за пиење. Нема поставено водоводна мрежа. Ја и претходно ви се јавив на вас и вие рековте дека тоа ќе го прикажете, ќе го повикате градоначалникот на Ѓорче Петров. Дека сите околни села имаат градски водовод. Дали сте реагирале до општината директно како мештани? Сум бил, сум кажал и вика дека тоа е неизводливо. Имаме и ИФАР фондови и ред други работи. Така, благодарам многу еве што повторно се вклучивте во црвена линија и напоменавте за проблематиката со која што се соочувате вон темата во однос на водата, која што имате во недостиг. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали внимавате при купување или верувате на работно превозство? На никој не веруваме веќе, да ви кажам, Тина. На никој не веруваме затоа што кога има акција на производи, ги менат датите, пред таа акција прават пред истеко на рокот. Ама да ви кажам дека рокот е сменет, датата бришат, многу што овие премни трговците, да ви кажам, фалшификати да прават, датата сменат како да е пола месец има уште. И кога мене ми се случува, взимам кашкавал шарпанински. Кога го отварам, внатре зелен, верувате зелен. Кога вие 2-3 пати се случува, взимам копани кога ги отвориш, они се паковани. Кога ги отвориш, тачно да што се жустоат, па току ке се задуше, мирише, или има стекови, што ги прво размрзнат и ги стават како размрзнати, како да е овие стековите што се со саламура, а нема врска. Се тоа, се е покварено, се е расипано, да ви кажам, многу има такви случаи, а инспекторите не си ја вршат својата работа. Многу ретко има некој. Кога ќе влезат во продавница, влезат во магазинот тамо напунат и ташната и ќе одат. Не ги интересира луѓето каква роба купуват и што взимат и што јадеме. Верувајте, толку е лошо сега, со овие цени со изменеците, па остане што се качени, па дури неквалитетни, патлиџани стојале, миришат на кит. Благодарам многу, подсетуваме, внимавајте само на тајмерот 90 секунди се. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно би ве замолила. Добар ден. Добар ден, ве слушаме во црвена линија сте, повелете. Пред се убав ден. Најубав ден. Благодарам. Во врска со производите, значи зависи во кој маркет се пазари. Но во одредени маркети, например, се доста добро задржани производите. Ладилниците си работат како што треба, во некои не. Зависи од тоа каде се пазарува, кој колку врши контрола врз исхраната,
Јас сум од некои маркети лично задоволна. Како се... Според вас, дали доволно се врши контрола онака како што би требало? Особено во овој период, кога е многу жешко и кога... Сега не, во одреден период мислам дека да, зависи од периодот. Моментално сега не. Ќе се навратам на гледачката претходно, кога рече дека патлиџаните тоа мирисат на кисело, тоа е точно. Нек не истата случка ја имаме со одредено овошје, исто имаше околу неа, веќе беше предрасипување. Многу лошо тоа. Џабе е климатизирано, нема никаква контрола. А еве дали како граѓанин во овие жешки денови конзумирате и внимавате храна и однадвор во смисла на угостителски објекти и сендвичарници? Па не, моментално не. Страх ми е. Не знам колку вршат контрола. Така, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден! Добар ден, вам и на вашата екипа. Благодарам многу. Повелете, ве слушаме. Вака, јас не сум видела лошо од самопослузите, од нигде. Ако е расипано, ќе се отвори и ќе им кажам или не. И они ќе видат, вратите го тоа, ќе ви го дадеме ова. Без обзир дали е јајце, дали е леп или било што. За мене, јас можам да кажам, многу сум благодарна од нив. Толку, пријатно. Благодарам многу. Еве, Куси и јас не имаме гледачи кои што имаат и пофални зборови секако. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Ако сте уклучени директно може. Па сте, ве слушаме, веќе сите, повелете. Добар ден. Добар ден. Дали внимаваме на производите? На рокот на производите, дали внимаваме од каде и каква храна купуваме, особено во овој период кога имаме високи температури? Абе, што го внимаваме, тие ќе земат, ќе повлечат други паковки, ќе клапки и истото ќе го јадиме. Во брашно, што вие не знаете какво брашно се јади во Македонија. Ни озеро житото за без пари и ни увозат жито, стоковни резерви од Украина до сено. А нас земјоделци ни озеро за 10 денари житото, а еден леп 30 денари го плаќаме. И јадиме брашно од Украина донесено и од Србија, од стоковни резерви. Знаеш што значи стоковни резерви заедно? Тоа е сето со хемикали. Пченицата, вие не знаете што клава во пченицата. На 30 тона пченица, за да стои годиње, му клава една ампула, таа експлодираната, тоа е сето хемикали. Нека ми дојде министерот за земеделие, 10 денари пченица директно, ако жнија откомба и да не дојде тука, јас ќе го платам. А не тој ми ја скупува мене за 10 денари, за без пари, да јадиме ние никакво брашно, а нашето жито ги издадува кај Грција, кај Албанија, кај во Косово. Тоа прават трговците. Трговецот не може да спечели на мене 30 тона. Благодарам многу, еве, и ни откривте едни интересни факти од вашето професионално искуство во однос на квалитетот на храната. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Поздрав голем до вас. Вработена сум во маркети, пред малку се вратив од работа, па секојдневно ја пратам емисијава. Искрено, значи, во секој маркет, во периодов, во жешкиве денови, може да се најде, значи, расипано јајце или јогурт или млеко со рок. Замислете, значи, од фабрика се товари комбе, па комбето се растовара пред маркет, па период додека да се нареди на раст, што е нормално. Значи, нашето човечко тело се осеќа безпомошно на овие жиштења, не па камоле да збориме за производите. И тоа е нормално да се случува во овој период од годината. Еден од гледачите напомена дека можеби сето тој е резултат на несоодветни превозни средства кои што вршат транспорт на храната.
Искрено не би рекла дека е така, меѓутоа колку и да пазиме, значи жештините самите се го прават своето. Малку сум изиритирана од претходната гледачка, пред неколку гледачи се јави, рече дека трговците препакуваат, значи нема врска. Не може да се препакува кисело млеко или останато. Што се однесува до брашното претходниот гледач, тоа државата е крива што дозволува да се внесуваат такви контаминирани производи, а не самите трговци. Значи, најубаво е да се внимава за сендвичари. Значи, еве, синчето ми кажува, пред некој ден купувал сендвич, помфритот не бил... Може би требаше малку да оставиме гледачката. Јас ќе охрабрам веднаш што поскоро да заврти на 023070005. Секако, еве, црвена линија отворена да предочите и на што сте сведоци, особено при конзумирањето храна надвор од угостителски објекти. Како што кажа и гледачката, вистински предизвик е да се одржи квалитетот и свежината на храната и при вака екстремно високи температури. Добар ден. Ало? Добар ден. Ја ли сте на линија? Да, ве слушаме. Леле, јас изборим, пред тој зборим, мислеше дека на линија, да ти кажем, убаво треба да се пази многу што внимавамо. Ќе ти кажем само еден пример, ја уште идеше на работа, тој беше одамна, мислим, сега сум во пензија, имаше една продавница, продаваше се салама, такви работи, и знаеш, улегнем да купим и тај газдата, вика му продавачката, бе, вика, газда, дај да вратимо, вика, овај салама, вика, виж, позеленела, и он вика, ба, ајде, земи се зајтин, вика, таму измачка и тој народ ќе изеде. И јас, знаеш, погледнага, викам, леле, викам, овие газдите, значи, тој си од време беше, не само сега. Сега по овај скупоќа, не се знае више што јадемо, тој ништо не се фрла, тој се ставиат се тие, например, нели рокот, датот да прочиташ, они од озгоре стават друга налепница и иди па живеј, како да ти кажем. Само еден голем поздрав до народот, да пазат помоци, да јадат, да пазат, да повеќе, мислим, и оваква вручина, што, како сек што да живеемо, ја у мој живот не сум видела оволку вручина, да не можеш да искочиш ти на тераса, се фатиш, абе тој рацете ќе ти изгора, тој току е топло, значи, а поготово па да земеш нешто расипано, па не знам што да речем, само пазење и моје savete до сите гледачи, еве поздрав, слушам ги што зборат, нападат овога, онога, ако не си се пазиш сам, никој нема да те пази, секој гледа да си продаде, секој си гледа бизнис, секој си гледа, поготово вие па со големите плати, па не ги интересира, тие си јадат тамо што мислим што е најубаво, тешко за сиромаштијата, али за пензионерите па најтешко што се смали. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Малку ќе ве прифрлам јунаму каде што на тема храна, рок на храна, квалитетна храна, труење со храна и ве какви одговори и коментари има и на X платформата. Ова е од 30 јуни коментар. Вина Невина напишала, всушност поставила интересно прашање. Што е ова бе медицински јаглен и шише вода на свадби, демек против мамурлак? Интересно е дека најверојатно Вина Невина посведочува дека на некоја свадба служат медицински јаглен и шише вода. Па еве како го коментирате ова, дали вие сметате дека се помалку треба, барем на вакви температури, да се избегнува непроверена храна, потекло на храна и секако од каде се купува, но и како треба да се чува истата. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака. Значи, ние 25 години, 30, увезуваме храна и јас се прашувам инспекторите наши зошто зимат плата, зошто се платени. Значи, не испаѓат на терен. Месо, млечни производи, овоше, зеленчук, све се увезува, а не се проверува со каков квалитет се и се носат по маркети, по градинки, по сите трговци, продавници што се. Значи, квалитето во Македонија ни е на најниско ниво во однос на искрената и производите што ги увезуваме од страна. Исто така и домашните
месарници, производители на сувоместати, овие мини кланици и такви. Значи тоа сето треба да се провере подхитно од страна на инспекциите и да се види што се увезува Македонија и што се продава. А ова за овие трговците, па оно нормално е, мора 90 секунди секогаш време траењето, како и да е, благодарам и вам за учеството и дојде времето да ги погледнеме и рекламите. По рекламите следува да погледнеме како одговорија сите оние кои што не следат на Инстаграм. Па на прашањето проверувате ли во продавница дали истечен рокот на производот, со да одговорија 90%, а со не одговорија 10%. Тука останува да ви се заблагодарам за учеството во Црвена линија. Сега утре ќе имаме нова дискусија и верувам дека повторно ќе ви има во голем број, но истите вие кои што бевте од дел од Црвена линија, драго ќе ми биде да ве слушнеме и во завртина Тилма. Секако имате доста добра причина да го сторите тоа. Телевизор, некој од вас ќе има нов телевизор. Се гледаме за кусо време.